Секогаш е добро да се има ентузијазам во нашиот живот. Без него нема напредок. Но ако претераме со нашата волност, ќе се обидуваме да ги добиеме нештата пред да бидеме подготвени да ги примиме. Ако на одреден ден не чувствуваш ентузијазам или инспирација, обиди се да се потсетиш на некое радосно искуство од твоето минато. Радоста што ја доби од твоите претходни постигнувања ќе те однесе напред. Не само што ќе ја достигнеш многу брзо, туку и ќе ја надминеш твојата претходна висина. Не се залажуваш себе, само донесуваш радост во твојот систем, а таа радост е самоувереност. Обиди се да почувствуваш дека твојот проблем е само мала пречка што наскоро ќе ја надминеш. Еден начин да се одржи ентузијазмот е да не мислиш на себе како на личност стара 25 или 40 или 50 години. Мисли дека имаш само 6-7 години. Детето не седи, постојано трча ваму таму. Идентификувај се себе со изворот на неговиот ентузијазам. Твојата надворешна насмевка може исто така да ти помогне да го задржиш ентузијазмот. Кога се смееш, ги разоружуваш твоите негативни мисли и чувства. Кога се бориш и се давиш со твојот непријател. Ако се смееш, природно твојот непријател ќе изгуби дел од неговата сила. Затоа користи трик против твојот непријател со смеење. Тоа може би звучи абсурдно, но те уверувам дека е вистина. Само мисли на негативноста на светот како на непријател, чија сила може да биде ослабена со твојата насмевка. Исто така, треба да имаш чувство на јасна цел. Ако ја цениш целта, тогаш самата цел ќе ти даде ентузијазам и свежина. Ако целта е нешто што вреди, тогаш самата цел внатрешно ќе ти помогне. Ова извадок од книгата Крилјата на радоста од Шри Чинмој. Книгата е достапна на нашата веб страница meditacija.mak, како и на книги.mak, каде што може да се погледне и краток извадок од истата, а може да се нарачи преку нашиот Facebook профил и Instagram профил Медитација.